Наместо бетонските плочи покрај сред село, 130 пензионери од село Истибања конечно чекаа квалитетно уредено и пријатно место за секојдневно дружење и релаксација. Ново уредените простори во поранешниот пензионерски дом сега се комплетно адаптирани со сите атрибути за потребите на оваа категорија на граѓани. Заменик министерот за труд и социјала Ибрахими и градоначалникот Дончев вчера го официјализираа стартот на дневниот центар за стари лица, уште еден ветен и реализиран проект на локалната самоуправа и владата на Република Македонија. Само 18 дена во Истибања отворивме еден објект, почна со работа еден објект за најмалите жители на село Истибања, за дечињето, односно отворивме една градинка која што во моментот обслужува некаде околу 25 деца. Се надеваме дека во наредниот период овој број на деца ќе се зголеми уште повеќе. Пред известен период исто така отворивме уште еден значаен објект за село Истибања. Тоа е повеќе наменското игралиште кој го користат дечињата на возраст до 25 до 30 години и повеќе, и со отварањето на овој објект вечерва, во кој ќе можат своето слободно време да го поминуваат постарите жители на село Истибања, заокружуваме еден значаен проект. Соработка помеѓу локалната самоуправа и владата на Република Македонија и секако жителите на село Истибања, значи уште еден одличен пример на оваа одлична соработка. За овој проект се вложени околу 20.000 евра за реконструкција и ревитализација на стариот објект и некаде околу 4.500 евра за купување на опрема што е внатре во објектот. Пензионерите со задоволство се вгнездија во новото руво, кое покрај столчиња и маси располага и со комплетно опремена кујна, санитарни јазли, перална, дополнителни канцеларии и соодветни услови за зимско грејење. Отворивме 13 вакви центри низ Република Македонија и ќе продолжиме понатака да им помагаме токму нова категорија на граѓани. Во изминатиот период направивме многу во дел на пензионерите. Значајни проекти се донесени од токму од ова влада. Бањско-климатската рекреација, зголемувањето на пензиите кои што од 2006 наомо се зголемија за повеќе од 50%, зголемувањето на минималната пензија, но не значи дека тука запираме, туку напротив ќе продолжиме и со најавувањето и зголемување на пензиите и осогласувања кои што ги правиме во изминатиот период и во наредниот период исто така ќе направиме. Со отворањето на овој дневен центар за стари лица каде што ќе бидат околу 130, значи пензионери. Како што најави директорот на Центарот за социјални работи во Виница Димитар Прокопенко, објектот ќе биде во нивна надлежност. Ќе биде отворен секој работен ден со дневен престој и исхрана, ќе се организираат и најразлични културно-забавни и работни активности кои се од интерес на пензионерите.